Кусата во овие зимски денови бара повеќе грижа и внимание. Треба повеќе да ја одржуваме затоа што седиме поголем дел од денот во загријани простори кои што дополнително предизвикуваат да се суши како косата, но така и кожата. Како најдобро да ја заштитиме во овие зимски и студени денови косата, но и кои се новите трендови кои што ни доаѓаат во новата 2024 година. Ова утро ќе разговараме со мејкап артистот и стилистот Бобан Тодоровски. Бобан, ти благодарам пред се што еве одвои време, иако е нели гужва и знам дека ви е пребукиран календарот затоа што сите сакаат нели да изгледаат убаво во овие празнични денови, што не примивте во вашето студио. Пред се благодарам на вашата телевизија на поканата и сакам да ги поздравам сите гледачи на Алфа телевизија. Добре дојдовте во Бобкат. Бубан, оно што ти го работиш веќе повеќе од една деценија, задолжен си за голем број на артисти кои што се и од земјава, но и од странство. Како е да се работи еве со така успешни луѓе и како е да се добие довербата од големите ѕвезди во нашата земја? Па искрено, соработката е многу возбудлива. Јас сум пред се горд што нели тоа е изборот кој што они ми избрале мене, јас сум нивниот избор, така да можам да кажам дека пред се е забавно, интересно, секогаш е нешто ново, секогаш е нешто нели во текстот трендовите со тоа што индустријата дава, меѓутоа можам да кажам дека е доста возбудливо и авантуристички на некој начин. Доаѓа ли некогаш до несогласување со ѕвездите, како тие можеби си имале замислено да изгледаат за вечерта, за настапот, а вие им препорачувате нешто друго? Секогаш доаѓа нели со блага консултација со тоа како ние подобро да се запознаеме нели со самата ѕвезда, со самиот артист индивидуално како личност. Не можам да кажам дека доаѓа до недоразбирање, меѓутоа доаѓа до некој компромис нашата нели визија како да се отслика преку нивното барање, така да можам да кажам дека нема проблеми, има само соработка. Така, ова е студен период, зимски денови, кои се советите еве кои што ќе им ги дадете на гледачите, кои што им ги давате секако и на вашите клиенти кога станува збор за негата на косата во овие зимски студени денови? Негата на коса во зимските денови мора конкретно да се појача, затоа што нели надвор ни е суво време, ладна температура, скалпот претрпува шок. Јас би ги советувал да не се користи толку топла вода, значи нели не вруќа вода на скалпот, да се избегнат третманите кои што се за исправување, значи да може косата да се избегне пегла за коса, да се поттикне самиот тој третман нега на коса, хидратација, значи балансирано влакно, затоа што самото тоа време му прави шок на влакното, го стврднува, знаеме дека ладното стега, така да се препорачува најдобро пред се хидратација на косата, убаво топло капче за скалпот, да не се претрпува тој шок и ако можат нели луѓето да не ја мијат косата пред излегување за да не се направи тој дисбаланс во самиот скалп. Ние жените обично ја правиме многу често таа грешка. Верувам дека и гледачите ќе се согласат со тоа. Во брзање гледаме нели косата да не биде чиста и средена и буквално пред излегување знаеме да ја измиеме, но еве сега ќе го послушам вашиот совет, ќе се обидам тоа да го правам нели порано пред излегувањето. Ни доаѓа нова година, нови трендови секогаш имаме нели, па што ќе биде тренд еве за оваа нова 2024 година? Искрено оваа година тренд е да се биде свој, да се биде автентичен, така да не можам да кажам нешто конкретно. Секогаш е тренд тоа што клиентите бараат, нели ние можеме да ги наметнуваме трендовите, меѓутоа јас секогаш почитувам секој еден доволно да се осознае, да го почитува трендот, меѓутоа ако нели тоа не е во индивидуалноста на својата личност, да не го прифаќа како наметлив. Така да мислам дека во тренд е секоја година да се биде автентичен на свој начин.
Да, и нели да си имаме фризура која што нам ни прилега, не слепо да ги следиме трендовите. Овој новогодишен и празничен период, обично сите сакаме да бидеме што е можно повеќе светкави, па кое е вашето мислење? Дали треба така да блескаме со светки кога станува збор за шминката? Тоа е многу често поставувано прашање, нели дали светките се дефиниција за нова година? Да, се дава по фестив, по некој Крисмас лук, по новогодишен изглед, меѓутоа не по секоја цена. Пак ќе кажам, секој еден доволно да се познава, ние можеме да ги вметнеме да биде тоа естетски добро или визуелно многу добро да изгледа со шминката, меѓутоа не по секоја цена. Така, веќе повеќе од една деценија споменав, се борите еве нели со вашата работа. Колку имаат поддршка еве младите артисти кај нас? Па да кажеме, имаме таа доволна поддршка, меѓутоа не е доволно за да просперираме и да идеме напред. Значи, сама таа поддршка, мислам дека самите институции треба малце посериозно, нели, да не гледаат како уметници, како артисти во оваа индустрија. Така да, можам да кажам, јас од лично искуство имам супер поддршка од сите околу мене, меѓутоа мислам дека секогаш треба повеќе. Малце поддршка од типот на да се мотивира самиот артист, затоа што имаме многу талентирани деца, многу млади уметници, многу мои колеги и колешки кои што нели сега им е нивниот старт. Мислам дека со многу мала поддршка од сите тие институции дека самото тоа ќе оди само горе и горе. Така, кој е вашиот совет еве до сите оние млади кои што допрва нели треба да се покажуваат и докажуваат? Мојот совет е секогаш да ги следат со ништата, можеби оваа година или не е таа година, наредната ќе биде. Јас после 10 години одлучив да отворам студио, тоа не е дефиниција нели за неуспех или за било што, веќе 12 години работам како фризер и како шминкер, 12 години успешно сум во оваа индустрија, така да само да ги следат со ништата, да веруваат во себе и ќе дојде вистинскиот ден. Споминавте за советите, како нели да си ја одржуваме косата во овие зимски денови, но секогаш во брзање, во недостиг на време, нели, жените посегнуваат по пеглата за коса за како најлесен начин нели за исправување на косата и да изгледаме нели средено. Колку е ова исправно? Па, тоа е секако исправно, значи да дојдеме на фризер, нели тоа ќе биде техниката, тоа е тој процес на исправување на коса, меѓутоа јас би ги советувал сите гледачи кои што нели се заљубени со пеглата на коса, не можат едноставно од таа навика да се тргнат, да се користи хит протектор, значи заштита за температура на термичка заштита нели на косата, да се обликува косата пред самото пеглање, значи најлесно може да се уништи самото влакно, самата кутикула на влакното, доколку косата идеме директно од бањата и се фатиме со пегла да ја пегламе. Значи мора малце барем да се обликува самото влакно, да се пројде со четка, фен, било што, да се подисправи на некој начин за самата таа пегла да не ја има таа нели најсилна улога. Исто така мислам дека грешка прават луѓето со тоа што ја прегреваат пеглата, значи да не се чека самата таа преса да се прегрее температурата, па после тоа да се пегла да иде тоа се така убаво смут, значи да не чекаме самата таа плочка да биде прегреана, тоа го уништува влакното. Ќе се обидам да ги запаметам советеви, да почнам да ги практикувам уште веднаш. И Буби, за крај би те прашала колку е важна еве довербата од клиентите кои што ја добивате. Довербата е секако клучна работа, тоа мислам дека секој од нас мора да го има со самиот клиент. Довербата се стекнува преку комуникација, преку совети, преку консултации на тоа што самиот човек бара како индивидуалец, така мислам дека самата таа доверба се гради. Кога таа само доверба ќе се гради, веќе вие сте некој слободен уметник кој што самиот тој еден клиент ќе ви дозволи било што да правите со таа коса само заради тоа што нели доволно го познавате. Така да мислам дека е најклучен фактор една битна доверба помеѓу клиент и фризер. Да, секогаш е тоа нели најважното, во чии раце нели ќе се препуштиме за да изгледаме нели онака како што сакаме. Бобан, ти благодарам уште еднаш за одвоеното време.
Фала ви на вас и уште еднаш ќе кажам среќни празници на сите гледачи на Алфа телевизија.